Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве кои настани му дадоа белек на денот. Маратонскиот состанок на политичките лидери во Брисел заврши без договор. ЗАЕФ нема политички бенефит од стабилизирање на состојбата, изјави по состанокот премиерот Груевски. Кога брзите и моќни возила се управуваат од страна на малолетници, опасноста од несреќи е известна. Вчерашната сообраќајна несреќа во Штип го вклучи алармот на полицијата. Единствената зоолошка градина на истокот доби принова, редок вид на азијска коза. Лето во Штипската зоолошка градина ќе се збогати со неколку нови животински врсти. Средбата на четворицата политички лидери со посредство на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во Брисел не го даде постакуваното решение за излез од политичката криза. Причината за тоа е противењето на лидерот на опозицијата за условите за организирање на предвремени парламентарни избори во април 2016. По 12-часовните разговори, премиерот Груевски ги демантираше шпекулациите дека прифатил преодна влада. ЗАЕФ по состанокот во Брисел се уште нема дадено изјава. СДСМ писмено извести за пропагање на разговорите, а причината ја лоцира во незадоволување на условите за формирање преодна влада, која нема да ја предводи Груевски. Еврокомесарот Хан на Твитер ја изрази својата разочараност од неуспешниот состанок, но вели дека нема да се откаже затоа што граѓаните заслужуваат демократија, владење на правото и европска иднина. Останува неизвестно дали и кога ќе продолжат преговорите. Следи изјава на премиерот Груевски ноќва по состанокот во Брисел. Крајна констатација е следно, дека господин Заев ниту сакаше да постигне договор, ниту пак дојде до тоа, затоа што тој не дојде да се договори. Тој дојде да не се договори. Човекот се плаши од избори. Тој знае дека на наредните избори ќе доживее тешко фијаско, дека ќе ги доживее најголемиот пораз на СДСМ досега во неговата историја. Ни договор сака да постигне, ни избори да има. Тоа е целиот проблем со него. Тој и атмосферата која што ја градеше во преходните денови укажуваше дека не сака да постигне договор. Брифинците што ги пуштаа во преходните денови, интервјуата што ги дава, укажуваа дека ќе оди на таква варијанта да не дојде до договор. Затоа што ако дојде до договор, човеков треба да се појави на избори. Треба пред народ да се појави. И ќе изгуби со најголем пораз во историјата на СДСМ. И така и се однесуваше денес. Впрочем, вие видовте во текот на денот пуштаа различни брифинзи со многу шпекулации, со многу неточни работи. Што дополнително укажува дека сакаше да ги уништи денешните разговори, односно доаѓање до договор. Човек што сака да се постигне договор не оди на таков начин. Тој сакаше да не се постигне договор. Прво, за да не оди на избори, и второ, колку што може повеќе штета да направи за економијата на државата. Да се запре отворањето на нови работни места. Верувајќи дека во еден таков хаос што ќе го предизвика, тој и неговата партија ќе имаат нешто да добијат тука политички. Ете, тоа е неговата цел. Ни договор, ни избори, само правење на економска штета на Македонија. Во Македонија денес се полагаше задолжителниот мајчин јазик и литература. Наредниот маторски задолжителен испит, странскиот јазик, ќе се полага на 15 јуни. Полагањето на истокот помина без проблеми, а матурантите велат дека прашањата биле лесни. Во сите средни училишта во Македонија денес започна реализирањето на државната матура за учебната 2014-2015 година. Пријавените го полагаа задолжителниот предмет мајчин јазик, односно македонски, албански или турски. На истокот првиот испит од државната матура успешно се реализираше, започна навреме и помина без никакви проблеми. Се полага македонски јазик и литература, навреме почна тестирањето, сите ученици кои беа предвидени за државна матура се присутни на полагање. На матурантите поважно им е да го положат испитот без оглед на висината на оценката. Напишавме, лесни беа. Јасни ли беа? Јасни беа, да. Имаше нешто нејасно, недвосмислено, ама главно беа јасни и лесни. Така, што очекувате според напишаното? Па да поминам сигурно за оцена,
не е битно што. Лесни беа, Напишавте ли? да. Што очекувате според напишаното? Па не знам, ке видим. Мислам дека ќе помогнат. Полагањето беше супер, прашањата беа лесни, беа јасно напишани и напишав се и мислам дека ќе помине како што треба. Наредниот маторски задолжителен испит е странски јазик, кој ќе се полага на 15 јуни. И годинава најмногу матуранти избрале да полагаат англиски јазик. На 17 јуни ќе се полага математика, а на 19 јуни третиот изборен екстерен предмет. Прелиминарните резултати од испитите ќе бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит, на кој незадоволните матуранти ќе имаат право на приговор од 2 дена. Во сите испитни денови тестирањето почнува во 10 часот. Се почести се сообраќајните незгоди во кои учесници се малолетници. Последниот случај беше вчерашната незгода кон населбата Три чешми во Штип. За среќа тешко повредени нема, но факт е дека брзите возила во рацете на малолетници се опасност и за нив и за другите учесници во сообраќајот. Поради зачестеност на сообраќајните незгоди кои се случуваат периодов, каде поголем дел од учесниците се млади лица, СВР Штип апелираат. Апел до родителите да не дозволуваат нивните деца да управуваат моторни возила без положен возачки испит, поради недоволното искуство и знаење, неправилната процена за совладување на одредени препреки во сообраќајот, како што е, например, неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патот во сообраќајот, при што може да дојде до загрозување на личната безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Индикативно е дека најмладите се најранливата група при возење на повеќе патници, така да оние кои се на возраст од 15 и 17 години се со 9 пати поголема веројатност да учествуваат во сообраќајна незгода, за разлика од оние на поголема возраст. Од секторот за внатрешни работи Штип ќе превземат засилени мерки за откривање, спречување и санкционирање на овие прекршоци. Со грант од Европската инвестициона банка ќе се решава проблемот со канализационата мрежа во село град Делчевско. Таму преку проектот водоснабдување и одвод на отпадни води, општината ќе аплицира и за слични проекти од витално значење за жителите од руралните средини. Со грант од Европската инвестициона банка, општина Делчево ќе го решава проблемот со канализационата мрежа во село град. Вчера Делчевскиот совет со низа дискусии и полемики разгледуваше нацрт одлуката за проектот водоснабдување и одведување на отпадни води, проект преку кој согласно договорот помеѓу Министерството за транспорт и врски и општина Делчево ќе се решава овој навистина горлив проблем за жителите на село град. Со средства добиени од владата на Република Македонија преку Европска инвестициона банка ќе се гради канализација во село град, проект кој ги решава проблемите на жителите во село град, нешто што е барано со години, што не е овозможено досега, така да ние се надеваме дека во село град животот за жителите ќе стане многу подобар и побав. За градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански ова ќе биде одлична можност да се аплицира и за други проекти кои ќе значат решавање на проблемите од сличен карактер и во останатите рурални средини. Аплицирано и за канализација во село Вирче, очекуваме во овие 10-15 дена да добиеме позитивен одговор и за таму, така да се надеваме дека овие два проекти во текот на оваа година ќе бидат успешно завршени. Освен ова значајно прашање, советниците на 28-та седница ја аминуваа и предлог одлуката со која се предвидува замена и поставување на диодни светилки на дел од улиците Маршал Тито и Методи Митевски Блицо, како и осветлување на спортските терени во општинското основно училиште Ванчо Прке со диодни рефлектори. Овој проект е аплициран на Швајцарска агенција за развој и преку програмата за зачувување на природата во заграда за мали инфраструктурни проекти. Базично е замената на натриумните светилки со диодни, со што би се остварила заштеда во потрошувачката на енергија и со голем век на трајање на истите светилки. Учеството на грантот е 700.000 денари, а од наша страна се учествува со 140.000 денари. Инфраструктурните проекти беа меѓу најзначајните точки кои што се разгледуваа на 28-та седница, а во рамки на истата советниците дадоа согласност преку проекти да се реконструира дел од локалниот пат А3 Делчево Очипала Драмче Вратиславци до спој со А2 магистралниот пат, како и проектот за изградба на дел од улицата број 2 во населбата Звегорска река, катастарска општина село Звегор. Општина Штип ќе аплицира за грант за реконструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин. Во програмата за општините од Брегалничкиот слив, Штип се одлучи за проект за заштеда на енергија во најголемото средно училиште во градот.
Општина Штип ќе аплицира за доделување на грант средства за реконструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин од програмата за зачувување на природата во Македонија, а од повикот за предлог проекти за општините од Брегалничкиот слив. Од програмата за заштита на природата во Македонија ќе се обезбедат 700.000 денари, а општина Штип ќе земе учество со сопствени средства од буџетот во висина од 341.171 денар, значи скоро 50% од сумата. Вкупната вредност на проектот е над 1 милион денари, од кои над 340.000 се сопствено учество, а останатите 700.000 ќе бидат обезбедени од програмата за зачувување на природата во Македонија. Денеска на оваа иницијатива зелено светло дадоа Комисијата за финансии и за статут. Ние разговараме, прва точка на дневниот не беше реконструкција на салата на Колен Ехтенин, со тоа што ќе се постават колектори за топлинска изолација, за грејење на водата и така натаму. Тоа е усвоена денеска точката по дневен ред. Потребата од интервенции во средното училиште Колен Ехтенин е поради амортизираност, но и поради заштеда на енергија. Се започна од спортската сала, бидејќи тамо има највеќе потреба, у смисла највеќе потреба, бидејќи станува збор за искористување на обновливите извори. Значи, тамо се во план да се постават 3 бољери заедно со панелни изменувачи, каде би се затоплувала водата, значи за да може да се користат во собликувалните. Вториот дел од енергетската ефикасност исто во салата е комплетна замена на осветлувањето. Таму имаме моментално се наместени осветлителни тела со 250-400 вати моќност, сега ќе биде заменето, значи сите тие ќе бидат заменети за по 50 вати. Општина Штип секојаш ќе дава подршка на вакви и слични проекти со оглед дека се работи за рационализација на трошоците преку ефектуирање на обновливите извори на енергија. Јавното предпријатие Камена река со нови цветни аранжмани го уреди влезот и излезот на Македонска каменица, како и централното градско подрачје. По идеја од Дубај, разубавен е дворот на средното училиште Миле Јаневски Џангар, а слични цветни инсталации се планираат на уште неколку градски локации. Рударска Македонска каменица се поатрактивна, поуредена и повпечатлива како за местното население, така и за многобројните посетители. Имено деновиве екипи на јавното предпријатие Камена река, покрај уредувањето на јавните површини низ централното градско подрачје, го уредија и влезот и излезот на градот. Уредувањето се изврши со неколку видови едногодишни цвеќиња, кои се произведени во сопствениот расадник на комуналното предпријатие од Македонска каменица. Произведуваме едногодишни цвеќиња и разубавуваме општина Македонска каменица. А покрај садењето цвеќиња на многу локации и паркови низ централното градско подрачје во општина Македонска каменица, поставивме на влезот на општина Македонска каменица неколку жардинјери дрвени кои прекрасно изгледаат. Исто така и го разубавивме влезот од кај Делчево и влезот од кај општина Кочани. Во централното градско подрачје исто така поставивме една украсна куќичка. Со мала инвестиција од 400 цвеќиња, а идеја донесена дури од Дубај, градот се разубави со цветната кукичка, поставена во дворот на средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар. Кукичката не е со многу голема инвестиција, значи се поставени околу 400 саксиички, околу 400 до 500 едногодишни цвеќиња. Понатаму континуирано ќе продолжиме да одржаваме и по територијата на општина Македонска каменица ќе поставиме уште многу вакви фигури кои ќе ги водушуваат граѓаните. Оваа тенденција ќе продолжи и во иднина, се со цел општина Македонска каменица да стане лидер во регионот во производството и одгледувањето на цвеќиња. Имено во расадникот на јавното предпријатие Камена река има доволно цвеќе за разубавување на општината. Зелените простори и жардинјери низ градот ќе треба да ги чуваат самите граѓани. Општина Кочани ја продолжува традицијата за наградување на најдобрите ученици од основните и средните училишта. Годинава, освен парични награди, највредните ученици ќе одат и на бесплатно летување. На иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, а како резултат на соработката со збратиминиот град Крижевци од Република Хрватска, ова лето 8 ученика кои постигнале најдобри резултати во текот на учебната година ќе заминат 7 дена на летување на островот Пак. Оваа година за прв пат општина Кочани обезбеди 8 летувања за ученици од основните и средните училишта. Сметавме дека најдобро, односно најмногу заслужили учениците на генерацијата од сите
8 основни и средни училишта. Тие ќе заминат на летување на островот Пак на 6 јули, се враќаат на 13, значи остануваат таму 7 дена. Ова летување го обезбеди општината во соработка со збратимениот град Крижевци, кој што исто така е од Хрватска. Како и секоја година, освен оваа награда, што ја реализираме оваа година, си останува и стандардната награда за учениците, што изнесува по 6.000 денари од ученик за сите наградени 8 ученици. Односно, тоа се 5 од основните училишта, 1 од основното музичко училиште и 2 од нашите средни училишта. Оваа година за прв пат се организира летување на учениците кои постигнале најдобри резултати оваа учебна година. Општината секоја година обезбедува и парични награди за ваквите ученици со цел истите да се мотивираат и да постигнуваат подобри резултати. Вечерва завршна приредба имаат децата од градинката Вера Циривири во Штип. Првите 5 најважни на свет е мотото на оваа генерација, која од септември ќе седне во училишните групи. Дечињата од предучилишна возраст од градинката Вера Циривири Трена вечерва во Домот на културата со почеток во 19 часот пред родителите и публиката ќе ја представат нивната завршна приредба, на која ќе бидат представени авторски настапи на децата работени со нивните воспитувачки. Овогодинешното мото за завршната приредба е на тема Првите 5 најважни на свет. Децата преку игра и песна ќе им кажат на публиката што ние учиме и работиме во градинкава. Во последниве години медицинските работници се повеќе укажуваат на важноста на развојот на детето уште од најмала возраст. Науката и медицинските работници во последните години се повеќе укажуваат на важноста на развојот на децата од најмала возраст. Имено, интелектуалната способност кај секоја личност зависи од бројот на синапсите помеѓу невроните, а синапсите се формираат со разни стимулации. Науката кажува дека 50% од синапсите се формираат до 5-та година на детето, додека 75% до 7-та година. Со ова јасно се укажува дека градинката е релевантна предучилишна институција. Градинката Вера Циривири Трена располага со 4 клона и со капацитет од околу 600 деца. Директорот на градинката Трајан Коцев изјави дека во иднина се планира проширување на капацитетот, односно ќе се прави доградба на простории во клонот Развигорче во населбата Автокоманда. Моментално на листата на чекање се наоѓаат 120 деца, за кои во најскоро време ќе се најде соодветен начин да се сместат во оваа градинка, со оглед на тоа дека децата од големата група заминуваат во прво одделение. Единствената зоолошка градина во источниот регион во Штип има нов жител. Се работи за принова на хималајски, односно индиски тар, редок вид на азиска коза. Штипската зоолошка градина е дом на 32 животински врсти, а за периодот околу една година имало околу 17.000 посетители. Новиот член во зоолошката градина во Штип е хималајскиот тар, редок вид на азиски кози, кои можат да се видат во Штипскиот зоопарк. Односно имаме мало хималајско тарче, кое што се породи пред 5-6 дена. Така да еве денес во соработка со детската градинка дечињата изразија желба да му дадат име на малото тарче, да го крстат малото тарче, а воедно најавуваме дека за 15 дена започнуваме со изработка на нови боксови, ќе донесеме нови животни, како што се мајмуните ќе пристигнат во нашата зоолошка градина, ќе пристигнат антилопи, џуџески кози и некои други животни. Боксовите веќе се во фаза на изработка и ќе бидат готови за неколку дена. А најмладите имаат чест да му го дадат името. Зоолошката има над 32 животни, над 29 кафези, а јавното предпријатие ИСАР е во изработка на уште 4 домови за животните. Инаку за неполна година зоолошката има над 17.000 посетители. Најмалку 200 деца од Виница во изминатиот период биле на бесплатен одмор преку Министерството за труд и социјална политика. Овие бенефиции за предстојното лето им стојат на располагање на околу 300 деца во Виница, кои може да се пријават до 16 јуни.
Околу 300 ученици и деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа и деца корисници на посебен додаток родени во периодот од 2000 до 2005 година или ученици од 5, 6, 7, 8 и 9 одделение од Виница можат да се пријават за користење на бесплатната услуга за одмор и рекреација, за која пријавувањето е во тек. Минатата година Министерството го спроведе и го реализира овој проект и за летување и за зимување. За интересот беше доста задоволувачки, така што сите деца кои што аплицираа, односно чии родители поднесоа барање за искористување на оваа бенефиција, го остварија правото, ја искористија оваа услуга. Така, како за илустрација, можем да кажем дека правото на зимување го искористија 46 деца од социјално загрозените семејства, чии родители се евидентирани во центарот како корисници на правото на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, родителски додаток за дете и детски додаток. Од почетокот на овој проект, значи проектот почна пред околу 3 години да го реализира Министерството за труд и социјална политика, па до денес некаде околу 200 дечиња од социјално загрозените семејства ја имаат искористено. Услугата за бесплатен одмор ќе може да се користи во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена во детското одморалиште Мајски цвет во Струга, а барањата ќе можат да се поднесуваат до 16 јуни во Центарот за социјални работи во Виница. Инаку во Виница во евиденција на список се 286 корисници на социјална помош, а во текот на зимата услугата за бесплатно зимување ја искористиле 36 дечиња. Повеќе од 300 спасувачи, 45 единици специјална техника и 1 противпожарен воз учествуваат во гаснењето на пожарот што во понеделникот избувна во магазин за гориво во близина на Киев. Во пожарот загинаа 4 лица, 1 се води за исчезнат, а 13 се повредени. Здравствените власти во Хонг Конг денеска соопштија дека досега не е регистриран ниту еден позитивен случај на зараза од вирусот Мерс, кај нас познат како нилска треска. Од вчера напланна контрола е направена на 31 од 33 сомнителни случаи. За смирување на населението, здравствените власти ќе ги објавуваат резултатите од тестирањата 2 пати дневно. Новинарите кои учествувале во салата за конференции во Белата куќа биле извадени надвор од страна на агентите на тајната служба. Потоа целиот северен дел на Белата куќа бил евакуиран. Превенциите биле презедени како последица на заканата што пристигнала преку телефон до Белата куќа. Македонската ракометна репрезентација ја постигна и втората победа во квалификациите за Европското првенство, кое ќе се одржи во Полска 2016 година и се проби на второто место во групата 6 зад светскиот првак Франција и се изедначи со Чешка, против која во недела во арената Борис Трајковски во Скопје во директен дуел ќе се решава за втората позиција. Одличен надпревар одиграа репрезентативците на Македонија во Сент Гален, каде се поиграа со домашна селекција, нанесувајќи им тежок пораз со резултат 26-17. Во текот на целата средба нашите репрезентативци имаа целосна контрола врз резултатот и се чини дека овие два освоени бода се најлесно освоените бодови на овие европски квалификации. Капитенот Кирил Лазаров во првите 30 минути влегуваше во игра само да ги изведе седмерците. Нашите играчи беа бодрени од околу 800 македонски навивачи во салата во спортскиот град Сент Гален. На вториот дуел од нашата група Франција победи Чешка во Брно со 34-24. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. Со овие и нови информации се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне.